Сјај и страв и песни. Ова е насловот на најдобрата дебитантска необјавена љубовна поезија од млад автор што годинава ја понесе наградата Антологија на болката. Автор на стиховите е велешанката Даница Ивановска-Лепоевиќ. Вели дека среќата е огромна, со оглед на тоа дека наградата го носи името на Рациновото дело, што таа го нарекува репер по кој го водела своето поетско изразување. Собрани се дела, собрани се зборови, стихови кои се разпослани наназад низ неколку години, дете и децении може би да се каже. Најголемиот дел се пишувани у последните 2-2,5 години, но може би она што сега согледувам од дека е важно за овие зборови е дека на некој начин го оддаваат мојот однос кон мојот внатрешен живот, кон мојот интимен живот, кон љубовта и моментите поврзани со љубов низ целиот мој живот наназад до сега. Значи, тука се вклучени многу конкретни љубови, поврзани за многу конкретни луѓе, за многу среќни, но многу болни ситуации, може би. За доделување на наградата одлучуваше 3-члена жири комисија. На конкурсот пристигнале вкупно 18 дела, од кои само 13 ги исполнувале условите на истиот. Во првата фаза жири комисијата издвои 5, а во втората само 2 дела, меѓу кои се одлучуваше кој ќе ја понесе наградата Антологија на болката. Емотивното значење како едно од трите основни рамништа на лириката, како основа по која се селектира и анализира повеќе создаденото поетско дело, во стихозбирката Сјај и страв и песни изобилува со топли емоции, едноставно пласирани, но исто така вешто нивелирани. Образувајќи вешти поетски слики, Лепоевиќ успева да ја долови променливоста на емоциите низ кратки временски интервали, кажувајќи малку да каже многу. Романтичарскиот дух на авторот, смета жири комисијата, е она по што се издвојува поезијата на добитничката на наградата. Антологија на болката е награда која предвидува печатење на стихозбирката на добитникот од страна на издавачката куќа Култура. Тоа особено не радува тоа што многу млади автори се дрзнуваат на некој начин да пишуваат поезија, што е доста храбар чекор според нас. И сите оние кои што влегоа и во потесен круг, навистина беа квалитетни. Стихозбирката Сјај и страв и песни на Даница на некој начин отскокнуваше по сите причини кои што членката на жирито ги кажа. Организаторите се задоволни од бројот и квалитетот на пријавени дела. Велат дека апликациите кои пристигнале уште еднаш го оправдуваат востановувањето на оваа награда на Рациновите средби. Слободно можам да кажам дека направивме полн погодок со воведувањето на оваа нова награда, чија основна цел е токму да ги афирмира и промовира младите автори на поезија во едно навистина сурово време за поезијата како род, како жан, особено што се помалку се публикува, се помалку се издави, се помалку се чита поезија. Наградата Антологија на болката ќе биде доделена на авторката во четврток во рамки на свеченото отворање на 53-тите Рацинови средби. Истата ќе биде промовирана следниот ден во 11 часот на малата сцена на театарот Джинот.